Почитувани браќа и сестри македонци, добре дојдовте на 51-та Семакедонска средба 2022 година во село Трново. Честит Илинден и напомош свети пророк Илија. Ви упатувам искрени честитки по повод големиот македонски празник од името на Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија Битола и од името на Сојузот на Сдруженијата на македонците и деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија Македон. Денес повторно сме заедно во Трново на единствената Семакедонска средба. Заедно сме под пелистер македонците од татковината, од соседните земји и иселеништвото. Сдруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија повторно се овде заедно. Единствени сме во одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Ниту сме креација на Коминтерната на Југославија или на Тито, ниту бараме повеќе од тоа што им припаѓа на другите. Македонците заедно со албанците, бугарите, грците и србите ги ослободија и Албанија, Бугарија, Грција и Србија од фашизмот во Втората светска војна и како еднакви со еднаквите и равноправни со равноправните. Бараме еднакви права и слободи со албанците, бугарите, грците и србите. Почитувани, годинава одбележуваме 73 години од крајот на граѓанската војна во Грција, во која најголеми жртви беа македонците и нивните деца. Голем број на загинати и расеани на сите меридијани на земјината топка, далеку од своите родни огништа во Беломорскиот дел на Македонија. За жал, спогодбата Димитров-Коцijas е продолжение на Букурешкиот договор од 10 август 1913 година. Со неа се легализира окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ, кој продолжува и денес. Но и покрај се, и после се, борбата за македонците за Македонија продолжува до победа и слобода за трајно решение на македонското прашање. Ја отфрламе француско-бугарската преговарачка рамка од 30 јуни 2022 година за членство на Македонија во Европската Унија. Го отфрламе протоколот од 17 јули 2022 година за спроведување на договорот Заев-Борисов. Остануваме обединети и посветени за трајно решавање на македонското прашање, за враќање на државјанствата, граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од Беломорскиот дел на Македонија, од Балканските војни од 1912 и 1913 година и Првата светска војна од 1914 до 1918 година и од Втората светска војна од 1939 до 1945 година и од така наречената граѓанска војна во Грција од 1946 до 1949 година. Почитувани, остануваме посветени на унапредување на положбата и правата на македонците во Беломорскиот дел на Македонија и во цела Грција. Остануваме со барањето до Генералното собрание на Обединетите нации да ја продолжи почнатата, а не завршена расправа од 1948 година со донесување на резолуција за децата бегалци од граѓанската војна во Грција. Изразуваме јавна благодарност до владите на сите земји кои ги прифатија децата бегалци од граѓанската војна во Грција и им укажа гостопримство како нивни втор дом и семејство. Ја подсетуваме владата на Македонија за обврската од резолуцијата за бегалците од војните дејствија во Република Грција и за време на граѓанската војна и Втората светска војна, донесена на седницата на Собранието на Македонија, одржана на 27 август 2008 година. И бараме за тоа редовно да го информира Собранието на Македонија. Бараме
владата да го обнови составот на координативното тело при Министерството за надворешни работи за егејското прашање, формирано со владина одлука на 10 февруари и 11 мај 2009 година, за враќање на граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија. Почитувани браќи и сестри македонци, бараме итно и безусловно раскинување на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година и договорот Димитров-Коцijas од 17 јуни 2018 година. Бидејќи со овие договори Македонија од држава треба да стане територија без македонски народ и историја, чии администратори ќе бидат Атина и Софија. И порачуваме, 6-та светска средба на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија ќе организира Сојузот на Сдруженијата на македонците и деца бегалци од егејскиот дел на Македонија Македон од 30 јуни до 4 јули 2023 година. Не дозволуваме повеќе поединци и марионетската влада да манипулира со интересите на насилно прогонетите македонци и од беломорскиот дел на Македонија. Простуваме, но не забораваме. Бараме извинувања и репарации. Македонците биле, се и ќе останат македонци. Македонија била, е и ќе остане Македонија и ништо друго освен Македонија. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, големо ни е името, но уште поголем ни е поривот за слобода. Никогаш северна, само Македонија. Да живее Македонија и македонскиот народ. Амин.